во моменти кога сакаме да споделуваме некои искуства, ние го правиме тоа на најдобар можен начин и со добри намери, од причина што секој оно што сака искуствено да биде присутен како општествено одговорна личност, би требало да сподели нешто од она кој што има ефикасност и ефективност во работата. Не знам од кај би почнала за оваа тема, меѓутоа ме фасцинираат посебно утринските часови, моментите на будење помеѓу сонот и јавето, што би рекле старите, онаа тета состојба. Тоа се неколку минути кога се уште не си доволно рассонет, ама не си ни во сон, не си ни заспан. Многумина од моите колеги знаат да кажат дека критериумот за успешни е различен во ова модерно време и тој преферира многу материјални ситуации, состојби, стекнување на богатства, постигнување на резултати, динамичност, робови на модерното време, кои што подразбираат потрага на трупање на материјални работи или работи кои што воопшто не ни се потребни. Критериумот за успешност според нашата бранша е успешни се оние кои знаат како да ја превземат контролата врз сопствениот нервен систем. Тоа не мора да им оди одрака на самите луѓе кои што се психолози или од таа сфера, невропсихијатри и така натаму. Најдобро би било да се стави како критериум за успешност оној кога и самиот обичен човек кој што работи на себе и се посветува максимално на себе, пронаоѓајќи го сопственото јас и дефинирајќи се себе си, некако во многу пати што сум рекла до сега, морам и треба, туку како личност која што доволно ќе се запознае и ќе си опрости, а ќе продолжи понатаму со градење на еден поздрав идентитет и на една поздрава рефлексија и саморефлексија. Значи, јас помнав таа пуста желба за репрограмирање на мозокот, кога ќе се измери таа успешност, дека токму најуспешните луѓе ќе бидат оние кои што ќе ја превземат контролата врз сопствениот нервен систем, не во смисло да го присилуваат тој нервен систем за како мора и како треба, туку да му даваат дози на релаксирачки, на целосно прифатливи моменти кои што би дале една брановита реакција од целокупното тело, затоа што мислите како енергија и начинот на размислување секако секако продуцираат психосоматика. Значи, доколку ние знаеме да го контролираме нервниот систем и не да го ограничуваме и да го спречуваме да не се реализира она што тој навистина го сака и да не го живееме животот на начин на кој што навистина треба да го живее нашиот организам, туку едноставно репрограмирањето на мозокот да се изврши во служба на самата личност. Тоа е вистинска филозофија и предизвик на денешно време, кога информациите само влегуваат и излегуваат преку нас и немаат трајна вредност, најчесто и немаат трајно значење. Во оваа ситуација би сакала да кажам дека личноста не треба да живее во незината архива на минатото, туку да ја замислува и презентира убавината на иднината. Не да биде некоја илузија, бидејќи живењето во сегашниот момент значи прифаќање на себе си таков каков што си, ама и во суштина да се направи нешто што може да се направи. Најчесто знаат да кажат дека техниката е моќна работа и најчесто многу техники кои што се применуваат даваат резултат, меѓутоа психологијата како една развојна гранка постојано открива нови моменти кога можеме да се потпреме на некои веќе потврдени научни сознанија и на веќе докажани техники кои што работат и функционираат. Значи, ако имате ситуација кога во секојдневниот живот сте забележале дека има луѓе кои што изобилуваат со таленти или едноставно имаат надареност, тие имаат вештини и способности кои се поразлични од другите луѓе, ги имаат како Божи дар или како можеби и начин на нивно утврдување, повторување и работење на себе си. Најчесто таквите луѓе, не во голем број за жал,
се стеснуваат, се намалуваат, не ги искористуваат собствените потенцијали. Ама сето тоа го базираат на неуспешноста, ја припишуваат на срединскиот фактор, бидејќи они биолошки структури што ги имаат во себе се супер, меѓутоа самата општествена клима не им дозволила нивен раст и развој. Со една таква клиентка имав ситуација, неколку сеанси, и баш ми е жал што не се случи да констатираме дека одговорноста секој нас би можел да се ја побара и во себе, затоа што не успел да се мотивира доволно да го достигне она што треба да го достигне, она што би го направило многу поквалитетен неговиот живот и она што би значило дека таа личност ќе го живее вистинскиот живот со полни гради. Она што ми беше зачудувачко е тоа што самата клиентка рече да го знаев ова претходно, кога сум се соочувала со неправдата на околината во која што живеам. Веројатно, ако сум ја применила техниката која што сега вие ми ја предучувате, мојот живот би изгледал сосема поразлично. Токму тоа е она што јас постојано го апелирам, ама не знам колку сум разбрана во моите видеа, може би ја неразбирливо говорам, си наоѓам секоја собствена грешка, дека во нашето општество нам вистина недостасува едукација во однос на развојот на емоционалната интелигенција, бидејќи сите знаеме дека имаме најмалку 20 видови на интелигенција, не само рационалната, когнитивната. Меѓутоа, она што нас не кочи, еве, за тоа супер пример би било кога веројатно сте имале некоја бубалица во училиште која е експерт по математика или не знам по што. Меѓутоа, нивниот живот изгледа малку чуден од страна гледано, бидејќи може да се случи да има максимална рационална интелигенција во сферата, да кажем, на дали се работи за пишување или пак се работи за нумерологија, да пример од областа на физика, хемија, биологија и така натаму, или од областа на општествените науки. Секако нашите две сфери во хипоталамусот ни се поделени, значи која е поразвиена, која не и каде ни се центрите за тоа когнитивно расудување, каде што имаме и повеќе потенцијали, кој зашто го бидува, како и да кажам. Не е важно во овој случај. Смислата на ова ми беше дека колку и да е рационално интелигентен, ако не е емоционално интелигентен, тука се создава еден своевиден вакуум и празнина и се разидуваат на сите страни, че не може да биде рационалноста, високата рационалност и когнитивност гаранција за успешен живот. Успешниот живот е длабоко всаден во секој од нас и доколку знаеме да ги препознаеме сите оние вештини кои што ги имаме во нас и да им дадеме значење и важност, па со тоа да си дадеме комплетна важност и на самите себе, почитувајќи ги собствените емоции, почитувајќи ги собствените пориви, собствените нагони кои што не тераат да се моделираме во реалноста, ама со оригинален призвук, тоа би било најдобро. Техниката која што ја посочив на мојата клиентка беше во смисла на тоа дека утринските, не џабе старите рекле, по утрото денот се познава, и кога ние го истражуваме тоа, значи секој, многу сакавам да истражувам наши изреки, народни мудрости, од причина што има вистина и во научна подкрепа. Дали тие луѓе тогаш мислеле на ова што сега јас ќе ви го образложам, не знам, меѓутоа еве се поистоветува дека сепак е точна нивната констатација дека по утрото денот се познава. Кој е тоа утро? Пак ќе повторам, моментите кога се будиме и првата помисла која што ни е меѓу сонот и јавето, не треба да биде наша оптеретувачка обврска, стрес, дозирање, морам да станам, морам тоа да го направам. Значи, треба да биде еден простор во кој што ние самите ќе можеме успешно да ја превземеме контролата врз нервниот систем, давајќи му на нервниот систем податоци кои што би биле благотворечки за комплетната личност и комплетниот тек на денот. Многу од децата стануваат со стресна ситуација, морам да одам на училиште, ќе ме чека ова, ќе ме чека она, наместо да ја трансформираат, некој да ги учи во тоа, како да ја трансформираат таа лоша енергија во една енергија на убавина и дека ова
ќе го постави на вистински темели и дека сето тоа ќе функционира. Се е толку индивидуално, би можела да говорам многу долго, меѓутоа ако пред мене имам еден уникатен индивидуален пример. Општо кажано или генерализирано, а не е благодерно да се генерализира и да се општо да се кажува за се. Значи, на секоја личност кога би пронашла каде и во кој сегмент низината карактеристика на анксиозност е наизразена и кога во утринските помеѓу сонот и јавето моменти се јавува таа анксиозност, на што прво помислува и како понатаму го програмира мозокот и зошто цел ден ќе биде постојано напната, кога подосна напнатост на толку интензивен период и толку често може да резултира со крах. Значи, тука треба само индивидуален пристап. Неблагодарно е да говорам генерализирано, пак ќе повторам, меѓутоа само ова како провокација дека секој од вас треба да работи на собствената препознатливост на она што го кочи и што го замрзнува во еден продуктивен свет. Затоа, кога ќе се соочите во утринските часови со страв, немир, анксиозност, дека работите ќе се случат, а воопшто и нема да се случат, треба да не го почувствувате оној изгубен простор помеѓу себе и да морате да ги работите шематски, како што кажав, по автопилот. Треба да се најде начин да се дојде на психотерапија, да се најде соодветна метода и изучување на посебна техника во која што само реализацијата и само афирмацијата ќе ви бидат на највисоко ниво и ќе живеете многу поквалитетен живот.